6 часот изутрина. На Скопската обиколница во насока кон Тетово, веднаш по исклучувањето за селото Орман, од десната страна по втор пат службено пристигнуваме близу складишта, каде никна и див хангар. За разлика од претходниот пат, сега на локацијата не дочека интервентна полиција. Откако се легитимиравме, не пропуштија да поминеме. А таму затекнавме уривање на дивоградбата. Металната конструкција падна како кула од карти. Се рушеше и подпорниот зид, а најтешко се предаде помошниот бетонски објект. Станува збор за нелегален објект од вкупно 1250 квадратни метри. Панелите од кровот се сечеа на лице место и веднаш се товареа во камионот со градежен шут. Проценката на работниците е дека овде дивиот инвеститор попусто фрлил стотици илјади евра. 360 степени уште пред 2 месеца објави дека овде, на државно земјиште, никнува голем хангар без одобрение за градба. Тогаш од општина Ѓорче Петров ни кажаа дека уште кон крајот на декември избрале фирма за уривање на нелегалниот објект, но веќе на 3 јануари добиле вонреден надзор од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, што го одложи уривањето на објектот. Од терен се упативме во канцеларијата на градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски, кадар на ВМРО ДПМН, за да го прашаме што се случи во меѓувреме и дали Државниот инспекторат се произнесе. Беа земени нови повеќе предметни за кои што во изминатиот период од 3 месеца, иако повеќе пати сме биле во контакт, не се конкретно произнесени, ниту пак законски постои таква опција самите тие да одземат некаков предмет без согласност на министерот за транспорт и врски, така ние ги испочитувавме сите законски обврски кои што ги имаме од страна на нашето одделение за инспекцијски работи и овластениот градежен инспектор во општината Ѓорче Петров и пристапивме кон рушење на дивоградбата, која што морам да потенцирам дека се наоѓа на државно земјиште на 2 парцели кои што се со приближна вкупна големина од околу 10.000 метри квадратни. Да, но зошто баш сега, а не да речеме во февруари? Дали сепак оставивте простор Државниот инспекторат да се... Да, оставивме простор и гледавме бидејќи ни треба простор и во дел на оние законски обврски што ги имаме спрема лицето кое што е фактички инвеститор и неговиот правен застапник, сите тие известувања, постапки сепак е малку пообемна процедура која што мораме ние од наша страна да запазиме со цел да не бидеме во колизија со законот. Двете узурпирани парцели се со број 476 и 477 во катастарската општина Орман, покажаа нашите претходни проверки. И двете се на име на државата и како што може да се види од катастарот се протегаат и преку реката Лепенец. Веднаш под нив е приватен имот на повеќе членови на известно семејство Фетај од Тетово. Кој е мистериозниот инвеститор од соседството кој градеше на диво, дознала општината пред известен период. Инвеститорот преку правен застапник го информираме од страна на општината, лицето кое што се води како инвеститор практично на тој објект, но тоа не аменува фактичката состава дека бесправно изградило на државно земјиште на многу атрактивна локација, морам да напоменам, во близина на самата обиколница, објект со приближна големина од негде 1100 метри квадратни, хала. Не знам со која намена понатаму би требало таа истата послужи, со придружен објект во негова близина и ограда околу целиот тој простор. Беше предупреден да го урива сам? Да, и покрај сите предупредувања во постапката кои што ги издадовме, видовме дека тој продолжува да гради, значи не се испочитува од негова страна, не се испочитува сите укажувања кои што ги дадовме ние како општина, продолжи да гради и за жал треба дојде до денеска до тоа што ние моравме го направиме како општина Ѓорче Петров со цел да го заштитиме државниот интерес и државниот имот на Република Македонија. И кој ќе го плати уривањето сега? Па во принцип треба согласно законот да го покрие тој што е носител на дивоградбата или како да се изредам попрактично, меѓутоа ќе видиме сега понатаму ќе има дополнителни постапки. Уривањето на дивиот хангар чини околу 32.000 евра. Стојковски има образложение
Зошто токму овој објект се најде прв на листата за отстранување? Први најголема површина на државно градежно земјиште зафаќа и беше во период на мојот мандат. Покрај сите инспекцијски постапки кои што ги преземавме од наша страна, не најдовме на разбирање и овој чекор е неминовен со цел да укажеме и на сите други, јавно укажувам, не апелирам, значи укажувам дека сите кои што имаат донесено решение за уривање потребно да си постапат, бидејќи во спротивно ќе обезбедиме ние максимум средства колку што можеме како општина и ќе постапуваме и во другите вакви случаи. Штом се знае, односно штом има правен застапник, веројатно и полесно ќе биде да се фактурира. Па претпоставувам се, како ќе иде понатаму. Градоначелник, дали оваа акција е дел од предизборниот фолклор? Апсолутно не. Знам дека можеби кај дел од јавноста ќе предизвика такво мислење, но сепак треба јавноста да ја запознаена дека и од наша страна постојат одредени рокови и процедури кои што мораме ние да ги запазиме со цел да постапиме да не избрзаме во постапката, така да соодветно и на други ситуации кои што сме ги имале, кои што се припишуваат на предизборниот фолклор, ние мораме да работиме без разлика на тоа дали се избори, предизбори и така натаму. 360 степени во континуитет известува за дивоградбите кои никнуваат на државно земјиште во Скопје. Но ова е редок пример во кој општинската власт решава до крај да го спроведе законот. Што ќе се случува со останатите започнати, но и завршени дивоградби низ главниот град, ќе продолжиме да следиме.